председателе. Ве слушнавме, почитуван Беслимовски, вашето разложение за финансискиот план и барате овде разборуваме само за финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика, меѓутоа тоа знаете дека е невозможно. Зошто? Бидејќи сте и вие дел од овој систем кој што креира, придонесе да се продлабочи енергетската криза во Македонија. Колку да се правите независни, професионални, никој не верува во тоа. Си имате своја одговорност и сигурно придонесовте и се уште придонесувате ова енергетска криза во Македонија да се продлабочува. Не реагиравте навремено во склоп на вашите ингеренции според Законот за енергетика, така да невозможно е да во зборувањето за вашиот финансиски план не зборуваме за енергетската криза која што ја зафати Македонија. И ако за тоа се правдате дека тоа во цел свет е, ако се работеше одговорно, професионално и правилно, немаше да бидеме во толку тешка енергетска криза. Има земји околу нас, како што е например Босна, која што 4,1 милиарди долари заработи со од пазарот на електрична енергија. Она што е генерална оценка за финансискиот план, предлог финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика во 2020 година е дека ова е највисок износ на расходи од формирањето на Регулаторната комисија за енергетика до сега. Или за 2022 година тие расходи изнесуваат 91 милион 742 689 или представува зголемување за 15,86% во однос на одобрените расходи со финансискиот план за 2021 година. Овој тренд всушност почнува да биде во нагорна линија од кога вие, господине Беслимовски, почнувате да ја водите Регулаторната комисија за енергетика и еве ако споредиме со последниот финансиски план за 2018 година, овој план сега е скоро за 10 милиони денари повисок. Или за 2018 било 82 милиони 327 480, сега 91 милион 742 689. Значи, во услови на криза, во услови кога се најавуваат отпуштање од најголемиот енергетски комбинат кој што произведува струја во Република Македонија, гледаме писмо пушта Ковачевски за отпуштање на работници за принудно отпуштање со 70%, Регулаторната комисија го зголемува својот буџет за 15,86%. Тука е зголемување за потрошена енергија, 33,33% во 2021 година, за инвестиционо одржување на средства, наведувате расходите за инвестиционото одржување на средствата, се планирани да се зголемат за 20% во однос на 2021, како резултат на веќе реализирани постапки за јавна набавка и постигнати цени на услугите во 2021. И вклучува надградба и превентивно одржување на деловник, надградба и превентивно одржување и веб хостинг на веб страната на Регулаторна комисија, превентивно одржување на систем за евиденција и терминали, надградба и превентивно одржување на порталот voda.erg.org.mk, надградба и превентивно одржување на порталот мониторинг, превентивно одржување на порталот Switch, надградба и превентивно одржување на софтверскиот систем за водене лиценци и така натаму. Сега, колку што гледаме ние во шемата организациона што имате, вие имате сектор за информатички технологии. Зошто тогаш се наголемуваат овие средства кога во самата Регулаторна комисија има сектор кој што би требало да ги покрива сите овие наведени активности кои што ги споменав. Превозни транспортни средства.
3.100.000 денари за телекомуникацијски услуги во една година. Тука спаѓа набавка на фиксни телекомуникацијски услуги, набавка на мобилни, набавка на управувана мрежна инфраструктура. Значи 24% наголемување, иако нема најави за поскапување на телекомуникацијските услуги во 2020 година. И вие треба да видите како регулаторна комисија за енергетика сред криза енергетска пример за намалување на непотребни трошоци, а не да се наголемуваат и да се расфрлат народните пари. Едно шише вода, ако може. Издатоци за репрезентација и бифе. Планираните расходи за репрезентација и бифе за 2022 изнесуваат 1.350.000 денари или 21,591 евро. Ако се подели според бројот на работни денови во месецот, испаѓа дека тие трошоци се фала. Испаѓа дека трошоците за репрезентација и бифе изнесуваат 83,14 евра на ден. Ке се сложите дека, пак ќе речам, иако на почетокот викате дека да, економично, релативно е тоа колку е економично или не, меѓутоа во услови на енергетска криза треба да бидете пример за сите граѓани во Република Македонија. Наемнини за користење на опрема. 450.000 денари, дали се однесува само на мултифункционални печатарски уреди и друга опрема, или нешто друго, и дали е можда подобро, наместо секоја година да се трошат вако висок износ на средства за изнаемување, се поставува прашањето дали регулаторната комисија може да набави сопствени печатарски уреди. Расходи за службени патувања и патни трошоци. Повисоки за 20,69 во однос на планираните расходи од 2021 и пишувате дека е заради тоа што се очекува во 2022 да наместо онлайн обуки се спроведат со физичко присуство. Меѓутоа, како што гледате, пандемијата тешко дека ќе заврши, така да и овие трошоци ми се чини дека би се отпоќе предимензионирани, сигурно ќе продолжат обуките да бидат онлайн. И нешто што така најмногу ми падна во очи, во точка 2.3, имате како оправдување за овие средства напишено дека, само да видам уште на точка 2.3 точно како е дефинирано, расходите за службени патувања и патни трошоци, значи објаснувате, се зголемуваат заради обуки со физичко присуство, во состојба како и засилен мониторинг на енергетските компании во земјата. Дали со ова признавате дека досега немаше засилен мониторинг на енергетските компании во земјата? Па сега ви треба поголем буџет за да ги зголемите мониторингот врз енергетските компании. Тоа е така најмногу ми падна во очи од цело ова до сега што гледам, што го признавам како на некој начин, како ваша одговорност дека не сте вршеле доволно мониторинг на енергетските компании, па сега ви требаат да зафаќате поголеми средства за да можете да вршите засилен мониторинг на енергетските компании. Интелектуални и други услуги. Баш би сакала да ни одговорите што опфаќа оваа ставка. Авторски хонорари, договор на дело, консултатски услуги и финансискиот план за овие интелектуални услуги е негде околу 4 милиони денари во овој план. Во 2018, еве само за компарација, оваа ставка била 600.000 денари. Сега се цели 4 милиони денари за интелектуални услуги. Капитални и други средства, мебел, како што имавме слично во буџетот и овде, коректно би било барем од овие трошоци, додека трае ова енергетска криза, ги намалите или ги подложите за некоја
друга година. Иако дел еве ни спомнавте од бројот на вработени, платите и надоместоците, предвидени средства за вкупно 49 вработени, од кои 44 се тековно вработени, 5 се нови вработувања, што е реализиран, предвидуваат средства. Меѓутоа, јас сакам за јавноста да ви споредам само колку оваа регулаторна комисија ги зголемила бројот на вработени во текот на годините. Регулаторната почнува да работи, да се е формирана 2003 година, значи до сега се изминати 19 години од незино постоење. Значи, според годишниот извештај во 2018 година, заклучно со 31.12.2018, имало 22 вработени без членовите на комисијата. Сега имате 46 вработени, од кои 40 тековно и 6 лица се предвидува да се вработат до крајот на годината. Значи, со ова се покажува дека всушност вие сте го зголемиле бројот на вработени за 100%. И сега вашиот изговор дека тука ви се проширили ингеренциите не држи, бидејќи сите знаат дека на овој начин вработувате партиски кадри. Дури членовите на комисијата нема слика со председателите на партиите, кај што не сте сликани сите. До еден се избират собранието, всушност ќе го бира не вие. Сега има предлог кај што Законот за енергетика, каде што ваши членови моментално тековни од Регулаторната комисија за енергетика учествувале во носење на Законот на енергетика, предлог е даден да се бира член за регулаторна комисија кој што не исполнува таксативно наведените услови за да биде член на регулаторна комисија за енергетика. Значи, сами колегиве мои, не вие се разбира, бидејќи собранието тоа ќе го донесе во иднина, сами себе не си ги почитувате законите кои што ги носите. И треба да реагирате. Треба да реагирате. Како председател на регулаторна комисија. Да не бидеме вака смешни во народот. Закон кој што се донесел 2018 година, таксативно наведени кои се услови треба да ги исполнува членот на Регулаторната комисија за енергетика, а вие не го почитувате тоа, не го почитувате законот. Така да, тоа вака во основа беа поголемите ставки кои што се опфатени со овој финансиски план. Ние сметаме дека не треба да се подржи ваквиот финансиски план, дека треба да го намалите процентот на зафаќање, еве и за тоа. Во 2017 година бил 0,0504%, во 2018 0,0497, во 2019 0,0468, во 2020 0,0460, 2021 0,0441 и оваа година се предвидува процент на зафаќање од компаниите 0,0522%, значи најголем од до сега од кога постои регулаторната комисија, иако вие еве некој образложение и кажавте, меѓутоа сепак тоа не држи. Оно што вие треба да го направите како Комисија за регулаторна за енергетика, треба да го почитувате законот, онака како што е, да биде непристрасна, да биде професионална, да реагира на време. Она што, ако многу често ве гледавме во медиуми, е ваша фалба дека процентот на зголемување на струјата не беше онака како што некој од нас предвидува, туку беше многу мал. Всушност видовме дека е на некој начин и политичка одлука, бидејќи БСИМ излези и кажа нема да биде поголемо од 10 и вие не смете да мрдните во врска со тоа. Така да, генералната оценка е дека регулаторната комисија, вака сумарно од ова што го кажав, има највисок износ на буџет, кој што во овој предлог финансиски план кој што го дава сега, убедливо до сега, или ќе заклучиме дека ќе дадат 83 евра на ден за кафе, 33% поскапа струја, 39,5
повеќе посто за бензин и нафта. Дали тоа значи дека ќе има и ново наголемување, кое што само вие го знаете, а народот не го знае. Има собствен сектор за информатички технологии, а ќе плаќа 1.800.000 денари за надворешно одржување и веб страни, 1.760 евра месечно за одржување на нова зграда, која е изградена патем пред 5 години, 450.000 денари за изнемување на печатерски уреди, 4 милиони денари за службени патувања и 50 вработени, а ќе се наплаќа по 5.400 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги. Она што вие треба да го направите како регулаторна комисија, согласно вашите ингеренции кои што ги имате во законот, е да изнајдете начин ова што сега се гасеше пожар после катастрофалната состојба, и еве би сакала, бидејќи гледам запишувате, ќе ми реплицирате, малку еве надвор од планот нека биде, да ни кажете на сите овде колкава ќе биде ако вашата обврска да го дадете извештајот е негде во мај месечини за 2021 година, колкава е производството на електрична енергија на АД Елем. Од мои неофицијални извори околу 2600 гигават час. Може би не е така, поправете ме ако е така, ако не е така, зато велам неофицијални извори, огромно пат на производството на електрична енергија и кога ги читам вашите извештаја, средовно ги читам, за намаленото производство на електрична енергија викате дека меѓу другото застарени постројки, лошо одржување и лошо менаџирање. Ама да бидете коректни и да кажете до крај, лошо менаџирање, криминално работење, рекет земање, тоа е главната причина зошто не се посветени менаџментот на Елем да се произведе електрична енергија и да не дојде во ваква ситуација како што сме сега, туку се фокусирани на нешто сосема друго. Така да ние на ваков план нема да поддржиме и ве повикуваме сите да не го поддржите овој финансиски план. Благодарам.